За покачување на платите во јавната администрација разговараа денеска министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска со представници на синдикатот на УПОС. Освен платите, тема беше исплатата на регресот за годишен одмор за 2020 година и бенефициран стаж на давателите на услуги во центрите за социјална работа. Ние ќе продолжиме да ги решаваме предизвиците. Јавната администрација ја има нашата подршка бидејќи само професионална и задоволна јавна администрација е продуктивна. Социјалниот диалог и социјалното партнерство мора да постојат. Затоа прашањето за покачување на платите во администрацијата ќе го отвориме заедно. Ние ветивме дека ќе го отвориме и прашањето за бодовите во колективните договори. Изјави министерката Тренчевска. Представниците на синдикатот на УПОС предлагаат покачувањето на платите на административните работници да биде скалесто. И во таа насока тие побараа измени во законот. Значи, измените во законот што ние ги бараме нов начин на пресметка на плати. Што значи дека минималната плата треба да влезе како основна плата и заедно со бодовите за образование и ЗНУ да ја формираат платата на вработените во администрацијата. А ако тоа се направи, ќе значи дека секој зголемување на минималната плата ќе биде зголемување на плати на сите вработени во администрацијата, кои што сега со висината на платите остана на најниско ниво во државата. Бидејќи администрацијата остана единствена што моментално зема плата под минималната плата. Тренчевска посочи дека прашањето за покачување на платите во администрацијата ќе го отвори и на владина седница што е вовед во решавањето на овој проблем. Представниците на УПОС сметаа дека вработените во министерствата, агенциите и општините останаа со најмали плати, наспроти покачувањето на платите со колективниот договор во здравството, образованието, културата и во Министерството за внатрешни работи. Ние бараме битна измена на закон за административни службеници, но и на другите закони што ги решаваат платите во правосудството и другите гранки што ги регулира УПОС. Значи тоа се 27 посебни закони, бидејќи ќе нас платата се регулира само со закон, а не со колективен договор. Затоа и зборувавме денеска на средбата со министерката дека тоа треба да се направи што е можно побрзо и побаравме рокови со кои владата би требало да постапи